Добра вечер, почитувани гледачи. Петок, 27 јуни 2025 година. Високите температури почнаа, а со тоа се зголемува и опасноста од пожари. Територијалната противпожарна единица Кавадарци апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни кога се движат во природа. Со оглед на искуството што го имавме претходните години, знаеме дека летниот период знае да биде многу напорен за нас. Како што можеме да видиме по телевизиите, дека веќе на Балкана започнува сезоната, во соседна Хрватска веќе започнато. Неколку снимки веќе почна да се појавуваат и од соседна Србија, така да во околината на Македонија веќе започнаа нашите соседи. Кај нас и во Тиквишијата имаме веќе неколку интервенции во атратно село Возарци, село Манастир Спаликура, во општина Росуман, така да за жал полека започнува сезоната и кај нас. Ние се спремаме. Значи сезоната нас на подготовка не започната веќе многу поодамна. Оние возила што ги користиме од нашите локални фирми кои што ни ги донираат во текот на летниот период веќе се спремни, ги подготвивме максимално со танкови за вода, со помпи за вода, така да моментално сме појачени со возила. Во моментот се појачуваат и дополнителни возила, се спрема, се надам дека за кратко време би биле спремни за наша, кога зборувам за наша, не зборувам само за Кавадарската противпожарна, туку и малку поопштено целата држава. Така да се надеваме дека со сето ова работа и подготовка што имаме, дека ќе дочекаме сезоната за пожари, за жал можам така да наречам, подготвени. Сето на подготовка што ние имаме нема да биде доволни доколку немаме соработка од нашите сограѓани. Значи би сакал да дадаме апел до нашите сограѓани на внимателност, значи не би сакал да речам внимателност при палење на пожари, поради тоа што во летниот период, општо во текот на целата година е строго забрането на палење, меѓутоа посебно во текот на летниот период максимално се даде напор воопшто да не се палат станишта. Значи да не се надеваме дека ќе го обезбедиме, дека ќе го подготвиме доволно за да не може да се прошири. Во вакви жешки температури, значи подготовка, мислам дека не постои таква подготовка која што може да се прошири било каков пожар, макар и од најмали размер. Затоа што доколку имаме големи пожари, тој мора да има некој си свој почеток, а почетокот е мал пожар. Имаме ние пожарникарите едно правило кој што велиме дека и најголемиот настанат пожар може да се изгасне со чаша вода доколку се реагира на време, Така да овие интервенции што ви ги спомнав претходно, за среќа не направија поголема штета и проблеми на нашите сограѓани, поради тоа што, како што спомнав, благодарение на нашите сограѓани кои што ги увидеа тие настани, тој чат, беше пријавено на време, значи еден од најважните фактори при пријавувањето на време. Со сето тоа, доколку е пријавено на време, комбинација со нашата брза интервенција, не е дозволено нови до сега што ги имавме во текот на ова до 4-5 пожари да настане нешто поголемо, без разлика што се работеше за сува трева. Значи комбинацијата брзо пријавување на пожар и брзо интервенирање се го дава својот резултат. Затоа би сакал да дадам апел на сограѓаните, прво да бидат внимателни да не палат воопшто, меѓутоа доколку при нивното движење забележат во нивната непосредна ближина макар и дим, тоа да биде веднаш пријавено на нашиот број 193. Постојано се унапредуваат условите во градот, но акцент се става и на селските средини. За сработеното во село Чемерско говори градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Село Чемерско, општина Кавадарци во избраниот период доста инвестира во руралните средини, во селата и во приградските средини, покрај нормално и централното и целокупниот обем на градот. Во село Чемерско се изврши комплетна реконструкција на исклучкот од патот према Бокола до село Чемерско со должина некаде од 830 метри, со купна површина од 5600 метри квадратни, значи комплетно вадење на асфалтот, правење на риголи, одводнување и ставање на нов асфалт, одnosno градење на нов пат. Ова инвестиција изнесува 9 милиони денари и беше поддржана од владата на Република Македонија заедно од проектот за маđарскиот заем кој што го остваривме во првата фаза комплетно. Тука за село Чемерско не застануваме, за наредната година во програма ставаме канализациона мрежа и се она што имаат потреба од делот на селото. Тие села веќе стануваат урбани села. Се поставува водоводна
канализациона и атмосферска мрежа на булевар Велјко Влаховиќ на спојот со Западен булевар во Кавадарци. Инвестицијата е од Министерството за животна средина и просторно планирање. Предходеше пробивање и тампонирање, а во следна фаза ќе се пристапи кон асфалтирање на булеварот со осветлување и тротоари во должина од 180 метри. Овој зафат е инвестиција на општина Кавадарци во висина од 6 милиони денари, а ќе се опфати површина од 4900 метри квадратни, информираат од локалната самоуправа. Ноќеска во периодот од 22 часот и 30 минути до 2 часот и 30 минути од страна на полициски службеници од СВР Велес и ОВР Кавадарци, како и единицата за службени кучиња при БЈБ, по издадена судска наредба, извршен бил претрес во домот на АГ, 33 години од село Ваташа, каде биле пронајдени и одземени 2 боеви куршуми и НН бела прашкаста материја. Известен јавен обвинител со АГ бил извршен службен разговор и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 9 часот и 30 минути во ОВР Неготино е пријавено дека на автопатот Неготино Демиркапија патничко возило Шкода со српски национални ознаки управувано од ТП 56 години од Република Србија излетало надвор од коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил сопатникот ДП 61, а со телесни повреди се здобила ТП и 17 годишен сопатник, сите од Република Србија. Повредите биле констатирани во Општа болница Кавадарци. Бил извршен увид од увидна екипа од ОВР Неготино, информираат од СВР Велес. За сега виновата лоза е во одлична кондиција, вели професор доктор Исто Вучков во емисијата Агроспектар на КТВ. Да се надеваме дека градот ќе одмине и нема да се случат штети по квалитетниот род, додава Вучков. Бидејќи гроздот е веќе оплоден, како што реков, евидентно е брзо растење на зрното, веќе оформување на гроздот и се гледат еден елан на добро исполнет грозд, бидејќи во таа фаза на оплодувањето времето какво таква беше поволно. Нема рехулјавост, неоплоденост и така натаму. Или го имамо многу мали количини. Така да сега преостанува, пак ќе кажам, добар дожд, со кој треба се внимава добро да се заштити виновата лоза, или добро наводнување, кое треба да го исполни гроздот, и тоа последно или предпоследно прскање со употреба на оние стимулатори кои гарантираат поголема шекерност. Тоа го има веќе, јас со години веќе го работам тоа и имам фантастични резултати по однос на зголемени шекерни единици. А виновата лоза, гроздот кога однесеш на визбата, зимат и гледат колку шекерни единици имаш, што е тој веростоен доказ за вредностите на грозјето, нели? Оти шекерните единици кои ги прави гроздот, се понатаму тие кои обезбедуваат квалитетно вино, квалитетен алкохол и така натаму. Тоа, тие предиспозиции сега се во една реална можност. И јас верувам дека, иако пак има најава на одредени врнежи од град, овој период, кога гроздот е веќе оформен, да има било каков град, било какви, порано да нема никакви врнежи од колку да има град. Градот, ние пак ќе се свратиме пред 2-3 години, оти долго ја имаме емисијата со она замаглување за сребрениот, да. Ние имавме резултати, бидејќи сега, ова што денес се случува со времето, и утре, и измеѓу се најавува формирање на ладен облак од тие кумулонимбулусите, носител на град, таквиот период може да предизвика кај виновата лоза онаа шокантна состојба. И јас морам да го кажам тоа, што е најважно. Сега, ние кога ја гледаме органолептички виновата лоза е во една добра состојба. Иако веќе почна
а сега ќе продолжи со таквите шокантни температури, појавата на еска кај виновата лоза и таа доаѓа сега како наследна работа од комплексот фомопсис, антракноза и вертицилиумот, пафузариумот, кои се тука присутни. Лисијата интеркостално поцрвенуваат и повенува целата лоза. Како да живева стрес и целосно умира. Тоа веќе го има кај одредени лозари, тоа нека си проверат добро, ќе видат дека ако немат, за кратко време ќе има, бидејќи имаме специфични пеколни услови кои стварат кај виновата лоза такво нешто за активација на тие трахеомикози и за кратко време почнува внатрешно покафенување на стеблото и тука еската се појавува со добивање на една виолетова боја, интеркостално сушење и колабирање на целата лоза. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за 2,5 денари за литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 1,4, а малопродажната цена на бензините Евро Супер БС95 и БС98, како и на екстра лесното масло за домакинство не се менуваат. Вие сте со Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Спремали МВР, ВМРО злоупотреби со личните карти пред избори? Прашаа на денешната пресконференција од СДСМ и нагласија дека непосредно пред локалните избори, во време кога рейтингот на ВМРО ДПМН е вртоглаво паѓал, а довербата во институциите била сериозно нарушена, МВР тајно започнало процес за нов систем за издавање лични карти. Непосредно пред локалните избори, во време кога рейтингот на ВМРО ДПМН е вртоглаво паѓа, а довербата во институциите е сериозно нарушена, МВР тајно започнала процес за нов систем за издавање на лични карти. Последните јавно достапни информации говорат дека веќе е ангажирана фирма без било какво искуство во оваа област. Замислете, до сега правела студии за отпад и стадиони. Сега треба да направи студија за систем со највисок степен на доверливост, издавање на лични карти и пасоши. Понатаму, во тендерската документација не се бара безбедносен сертификат за лицата кои ќе имаат пристап до податоците, што е крајно сомнително и крајно несоодветно. Нема гаранција ниту за заштита на доверливите податоци на државата и граѓаните. Зошто? Се ова се прави без транспарентност, далеко од очите на јавноста и крајно сомнително. После сите скандалозни тендери во Министерството за внатрешни работи, после целиот процес на партизација на оваа институција, селективната правда и заштитата на функционерите на ВМРО ДПМН. МВР сака да го централизира целиот систем од производство до издавање документи, без контрола, без надзор, без јавност, без сертификати. Тоа не е модернизација, тоа почитувани е рецепт за злоупотреба. Се поставува прашањето дали ова значи дека повторно се подготвуваат сценаријата како од времето на Никола Груевски, кога ВМРО масовно издаваше незаконски лични карти и спроведуваше незаконско гласање. Бараме итни одговори од министерот Тошковски. Зошто се ангажира фирма без релевантно искуство и без безбедносен сертификат? Кој може да гарантира дека нема да има масовно издавање нови документи непосредно пред изборите и злоупотреби? СДСМ, почитувани, ќе остане буден чувар на јавниот интерес и на слободната волја на граѓаните. Ќе ги информираме сите релевантни домашни и меѓународни фактори и ќе се спротиставиме на сите обиди за злоупотреби. Ги градиме темелите на економијата, доаѓа времето на Македонија, порака од владеачката ВМРО ДПМН на денешната пресконференција. Измина една година од формирањето на владата предводена од ВМРО ДПМН. Во оваа прва година наш главен фокус и приоритет беше економијата, која се базира на факти, долгорочни политики и јасна визија за иднината. Кога ја презедовме одговорноста, наследивме економија во пад, со висока инфлација, зголемен јавен долг и демотивирана деловна заедница.
Денес состојбата е поинаква. Економијата почна да заздравува и да се стабилизира. Инфлацијата е ставена под контрола, изнесува околу 3%. Обезбедивме финансиска поддршка од 500 милиони евра, 250 милиони евра за домашните компании и 250 милиони евра за општините, за реализација на капитални проекти и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Во првиот квартал од оваа година, бруто домашниот производ порасна за 3,2%. Според овие податоци, Македонија се наоѓа на 4-то место во Европа според растот на БДП, веднаш зад Ирска, Данска и Полска. Исто така, оваа година забележивме рекордно ниво на странски директни инвестиции – 1 милиарда и 255 милиони евра. Платите растат. Забележливо е зголемување на платите во јавната администрација, здравството, образованието, културата и полицијата. Ја стабилизиравме и фискалната состојба. Целосно е отплатена еврообврзницата издадена во 2018 година во вредност од 500 милиони евра. Прв пат по 7 години јавниот долг е намален. Истовремено, буџетскиот дефицит е намален за 4% од бруто домашниот производ. Почитувани, владата предводена од ВМРО ДПМН останува посветена на создавање на силна, стабилна и конкурентна економија. Продолжуваме со мерки и проекти што носат резултати, развој и подобар живот за сите граѓани. Ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Со промоција на книгата Мајко, камен да беше ке пукнеше од Димеристов Кана започна Кавадаречко културно лето. Би сакал да кажам дека официјално го започнуваме и Кавадаречко културно лето во организација на општина Кавадарци, градоначалник совет на општина Кавадарци, во соработка со сите културни институции од општина Кавадарци. Она што можеме да го видиме е добра забава за сите генерации секој ден до крајот на месец август. Насловот на книгата е тој што секој може да го протолкува на свој начин, а тој наслов е цела книга. Во неа ќе видите моje размислување за кое не можам да дадам сигурен одговор. Даде одлуката на мојот татко се да жртвува за мајка Македонија и по цена на уништување на своето семејство е избрана, а неговиот живот да го продолжи како политички бегалец во пекол и самотија далеку во Бразил. Што ќе се случило со семејството ако останало цело, без никакви други грижи и било исполнето со среќа и радост? Како последица на жртвата на мојот татко за независна, самостојна Македонија се јавува една мајка, сопруга, жена, која станува камен кој не може да се скрши, а која издржува се на својот грб и не подкрекнува. Таа жена, мојата мајка, е каменот кој не се распарчил, но тука повторно е прашањето што ме мачи скоро 80 години. Сите тортури, мачења, малтретирање и секојдневни испрашувања во Кавадаречкиот затвор и неготинската полиција ја направиле цврста како камен. Таа да не изусти ниту еден збор и да не каже ниту една тајна за мојот татко. Но тоа камено срце нас децата не успеало да не задржи до себе. Туку таа одлучила да не даде на посвојување на други. Тука е моето прашање. Зошто донесе таква одлука, мајко? А со таа одлука ти ја распарчи нашата фамилија. Зарем твоето срце толку лесно го дозволи тоа да се одделиш од децата, дали душата не те заболе? Никогаш не ти рече срцето, че пукнам, ама вака повеќе не можам. Дали може би донесе исправна одлука, ние да куртулиме, а ти да продолжиш да патиш, да самуваш? Не знам. Тоа го знае само судбината и незиното камено срце, кое издржа се и не се откажа од животот. Ти, мајко, за мене беше и ќе останеш херој, но и мојот животен неспокој. Ова мое пишување е дел од судбината на многу семејства во минатото, а и денес. Во ова наша Македонија се уште има многу мајки
со камено срце што издржуваат се во борбата за своето распарчено семејство. Родители, мајки, размислете што правите. Оти секогаш децата страдаат најмногу. Продолжуваме со информации од спортот. Македонија против САД ќе се бори за 25-то место на Мундијалот. Нашите ракометни младенци го совладаа Бразил по подобро изведување на ударите од 7 метри. Младинската ракометна репрезентација на Македонија до 21 година славеше над Бразил по изведувањето на пенали со резултат 38-37 во надпревар за разигрување од 25-то до 28-то место на светското правенство кое се одржува во Полска. Иако нашите надежи некако анемично го отворија надпреварот, на пауза заминаа со позитива од 3 гола, 21-18. Во вториот дел, како и на сите други надпревари кои ги одиграа на ова светско правенство, следуваше голем пад во играта, кој бразилците го искористија на најдобар можен начин, па на влезот во последните 10 минути дури и поведоа со 27-30. Нашите надежи успеа да се вратат и да израмнат на 33-33. На 40 секунди до крајот, Бразил водеше со 34-33 и имаше напад, но направија техничка грешка, а Узунчој погоди за 34-34 и го одведе надпреварот во изведување на пенали. Таму нашиот голман Галевски со 2 интервенции беше херојот на Македонија, која славеше со конечни 38-37. Вториот наш голман Брестовац имаше одлично издание со 11 одбрани, додека во нападот се истакна Калајджиевски со 9, Узунчев со 8 и Бели Стојановски со 6 погодоци. Македонија со оваа победа ќе се бори за 25-то место на шампионатот, а таму за противник ќе биде селекцијата на Соединетите Американски држави. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен до засилен ветер, локално и над 70 км на час, од северен правец температурата ќе достигне максимални 34 степени. Во деновите од викендот времето ќе биде сончево и малку посвежо со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен до засилен северен ветер, локално над 70 км на час, кој ќе предизвика опаѓање на дневните температури за 4 до 6 степени во споредба со денешните. Од понеделник пак дневните температури повторно ќе бидат во постепен пораст. Со временската прогноза го завршуваме дневникот. Благодарам што бевте со нас. Имајте секое добро.